Повратната заменка, за разлика од македонскиот литературен јазик, се користи само за трето лице. Значи не можеме да речеме на латински како што велиме на македонски јас се удрив, значи повратната заменка се за прво лице, или ти се удри, туку само тој се удри. Парафразирано на македонски, на латински би рекле јас ме удрив, ти те удри и тој се удрив. Значи повратната заменка се употребува исклучиво само во третото лице и има само еднина. Нормално повратната заменка, лично повратната заменка, нема номинатив, генетивот е суи, да го споредиме со генетивот за личната заменка во второ лице туи или меи за првото лице. Дативот е сиби, да го споредиме со дативот од личната заменка за второ лице тиби. Акузативот како во македонскиот литературен јазик се удри, тој се удри. Значи акузативите се исти како во македонскиот литературен јазик, ме, те, се. Аблативот, ако оди со предлог е се, асе или оној аблатив за друштво секум. Посвојно повратната пак заменка е сус, суа, сум, и значи исто се менува како придавките од втора, прва, втора деклинација, машкиот и седмиот род по втора деклинација, женскиот по прва деклинација, и ги пишувавме значи накратко сус, три, свој, своја, свое. И се менуваат, значи рековме, како придавките што се менуваат по втора, прва, втора деклинација. Да ги споредиме тука ова посвојна повратна заменка, да ја споредиме со посвојната заменка за второ лице и за прво лице, туус, туа, туум и меус, меа, меу. Како што рековме, повратните заменки, било да е лично повратна заменка или посвојно повратната заменка, тие се употребуваат исклучиво само за третото лице. Значи не се употребуваат како во македонскиот литературен јазик во прво и во второ и во трето лице, туку само во трето лице. Така да, на македонски можеме да речеме и мајката моја ја сакам и мајката своја ја сакам. А на латински не може да речеме мајката своја ја сакам, туку само матрем меам амо, во второ лице матрем туам амас, мајката твоја ја сакаш, а никако мајката своја ја сакаш. Само во трето лице може и единствено може така, мајката своја ја сака, матрем суам амат. Во прво лице множина, матрес нострас амамус, мајките наши ги сакаме. Значи, не можеме мајките своји ги сакаме, на латински да речеме. Мајките ваши ги сакате, матрес вестрас аматис. И во третото лице, матрес суас амант, мајките своји ги сака. За домашно во врска со оваа тематска, нека биде да се изменат повратните, посвојните заменки, и тоа посвојно повратната заменка, сус, суа, суум. Понатаму посвојната заменка за прво лице, меус, меа, меум, и посвојната заменка за второ лице, туус, туа, туум, еднина, и посвојната заменка за прво лице множина, ностер, ностра, нострум, и посвојната заменка за второ лице множина, вестер, вестра, веструм. Да се изменат, значи, по падежи, како придавките што се менува по втора, прва, втора деклинација, машкиот и средниот род по втора деклинација и женскиот по прва деклинација, со тоа што ќе внимаваме дека посвоените заменки во множина, ностер, ностра, нострум и вестер, вестра, веструм, машкиот род завршува на ер, а не на ус како во меус и туус.